Добре. Види, можем и на врат. Ти да не сакаш да го вртиш хулахопот? Не, јас немам хулахоп. Ако да земи го мојот. Не земам ништо што е туѓо. Почекај малку. Придржи. Одам да земам нешто. Дете, дојди ваму. Ти имаш сестра? Имам. Поднеси го ова на нејзи. Ти благодарам многу, али јас немам пари. Па добро да нема проблем. Ајде, ама мора да трчаш. Види, ти донесов нов хулахоп за да вртиш. Навистина? За мене? Да. Еј, чекај. А каде ми е хулахопот? Па, она дете, она му ти го украде. Што? Дете, застани! Леле, што ли направив јас со низиниот хулахоп, а таа сакала нов да ми подари? 3, 2, 1, Титри шоу! Еј, знаете што? Русинката Светлана Панкратова е жената со најдолги нозе во светот. Долги се 132 сантиметри. Замислете. Епа, ај чао. О, извинете, пардон. Дали сте знаеле дека постои маратон по вртење хулахоп? Имало една жена по име Джени Дон и таа вртела хулахоп на тој маратон 100 часа. Леле, греота жената, како спиела, имала ноќни мори најверојатно. Да, значи за 5 камери најдобро. Не знам. Очекувам една година Австралија да дојде. Предобар. Најдобро че сум го видел. Види кој дошол. Ева, кај си, шо правиш? Сестра ми остаја. Ни здраво не знаеш да кажеш. Абе, види што си направила. Ај, престанете. Зорица, душа моја, те молам престани, пошто така сум расположена денес, што сите ми се тепатат, че сите ги листат, знаеш. Многу сум се играеш денес, така ми се погоди денес, така да те молам затни се, фала ти. Сорти се напред, пустай. И Зорица, може малце да престане, никако расположени сме денеска. И зашто ги трепиш? Не се вам да се распалам, устай. Престани, Зорица, ти си имаш и ти проблеми, кој има? Него денеска ќе идеме на тоа. Кој е? На тоа за моделинг. Па ја го заборев тоа. Абе, треба се дотираме фризури, шминка се. Ајде. Значи, после ќе бараме мама 10.000 мислам дека и ќе идеме у шопинг, може? И може некој фустен да купи.
Може. Оде. И маски за телефоните и не ми се свие маска. Идеме да купуваме Некако све. црне, ја би земала розово. Да. А Ева, зашто и ти не се пријавиш на ти преварат? Каде? Па за... Сега ще зборя. Што ќе правам јас таму, видиме каква сум. Ја сум веќе. Се спреми? Да. Ајде. Извини што доцапам, многу се шминкам. Значи мора перфектни да бидеме. Ја Најдобри ќе биде. Трчи. Ајде детето со Мики Маусот нека влезе у канцеларија. Сигурно не доцнеме, нели? Задвојсевме? Да, деца, извинете, поголема среќа. Па нема да станеме познати. Ти реков мама за да убрзаш. Па ти каснеше. Дома, тоа е забавина. Значи, морав да закаснам. Ајде деца, ајде, пријатно. Е. Ајде расчистете ме молам таму напред една простор за фотосесија со тоа девојчето со Мики Маусот, Ева ли се викаше, како се викаше? Ева. Како може Ева? После другам. Деца, абе, нели ви рековме вас дека треба да напуштите? Ајде ме молам. Се извинам, ова е некаква грешка, како може оваа да биде тука? Значи нема никаква грешка, таа не е оваа, таа е Ева и е одбрана од експертите. од Ама страна. не може тоа така. Ама Значи не ние може. сме 10 пати поубави од неа, верувајте ни. Станете малце, оваа не може да биде Значи, тука. да не го викнам обезбедувањето, ме заболува културно да напуштите. По пижами доаѓа во Ајде, училиште. не, Ќе видиш ти у школа, ја ти викам, ти не може мене да ми ја крадеш кариерата. Мамо! Што има за јадење? Дечки, ништо нема. Треба да одите да купите зелка. Јас и тато имаме нешто да ви кажеме. Знаете, тато остана без работа и јас исто. И заради тоа ќе треба да отидеме во странство да работиме. А вие, бидејќи сте доволно големи, може да се чувате една со друга. И ќе ви праќаме од таму средства, ама нема да биде лошо и самите да почнете да работите нешто. А вилата? Нема вила, нема кола, ништо нема. Се отиде. Што да ви кажам? Имајте разбирање, деца. Тешко е, на сите ни е тешко и сега, ајде, облечете се, одете, може да побарате некоја работа. Што ќе премијајте се? Абе, сестро, нели Ева стана позната со тие парите од мудата? И што ќе прави ние со тоа? И па, може да замолиме да ни даде работа. Па нема да ни даде. А откаде да знаеш? И па зашто ја плакавме? И тоа беше твоја идеја. Ајде се јавиме, може ги ни даде. Ало, Ева? Што правиш? Добро. Да те замолам нешто? Па, ние сме во некоја криза, тука немаме пари и сакав те замолам дали ќе може да работиме кај тебе дома. Да не најдеш некоја работа. Може? Добро, од кога? Добро. Ајде. Фала ти, чао. Рече може, ќе вакам. Ми рече да се сретнеме и onda сега ни кажеме детали. Може да одиме? Може. Рече ми разговараме. Ајде.
Внимание, внимание! Ова не е сообщение лажно, тука е вистинско и многу важно. Кентири организира аудиција За деца кои сакаат да пеат. Знаеш да пееш? Пријави се. Знаеш да играш? Пријави се. Да, ти, токму ти можеш да се пријавиш. Треба да испеете една песна и нотната скала и да не ги пратите. Ве чекаме на Инстаграм или Фейсбук. Веднаш, побрзајте! I walked with you once upon a dream. Епа јас не знам да пеам. Деца, што правите? Спремаме за Джеки за зимата. Што? Му складирате ѓубре на малското куче да си јаде? Вие не сте со сите. Зимница од ѓубре. Пушта и пластични шишиња. Знаете ли вие дека треба да поминат 500 години за да се распадне едно такво пластично шише? 5 века се тоа, еј! За друго се шишињата, не за Джеки. Вие што си мислевте дека ние ќе му дадеме на Джеки да јаде шишиња? Па зашто вие тогаш? За проект! За голем проект! Знаете дека во специјализирани депонии ѓубрето се распаѓа цели 30 години? Што мислите за колку време ќе се распадне кога го ставите тука сред центар? Вие големи сте, ништо не знаете. Ние планираме да го закопаме ѓубрето и да ставиме цевка во него за да направиме парно да се стопли Джеки. На интернет видов. Дечки, убава ви е вас намерата, ама не оди тоа така. Јас знам дека во Канада има цела населба направена на рид, покриена со земја и покриена со ѓубре. И од тоа на специјален начин се прави метан. Ајде па сега ти предавање по екологија ќе им држиш. Дечки, земете го ѓубрето и донесете некој старо кебе за Джеки. Па како, ја на интернет видов. А јас не можам, ја не го фрлам ѓубрето. Изморен сум. Еј, дечки, сакате да ги рециклираме шишињата? Е така, гледате колку брзо учите. А како ги рециклираме? Е, пак ќе ги ставиме во контејнери што пишува пластика. Супер идеја. И потоа што? Потоа си има фабрики, тие ја мијат, ја претопуваат пластиката и прават нови чисти и здрави пластични работи. Тато вели, ти само рециклирај и не се секирај. Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојавте во Тинтри Минтри квизот. Да ве запознам со нашите надпреварувачки Мила и Кони. Правилата ги знаете. Кој прв ќе се пријави, тој го одговара прашањето. Доколку не го одговори точно, се пријавува вториот. Сега ќе запознам со првите 3 и основни прашања. Не знам се пишува. Споено, одвоено, црвено или средно. Еве се пријави Кони да го одговори прашањето. Кони, вашиот одговор е? Споено. За жал, вашиот одговор е неточен и го даваме зборот на Мила. Одвоено. Да, тоа е точниот одговор. Второто прашање гласи: председател се пишува председател со Д, председател со ТС, председател со Ц или ниедно од наведените? Прелесно со Ц. За жал, вашиот одговор е неточен. Кони се пријави.
Со ТС, председател. Вашиот одговор е точен. Одиме со третото и последно прашање за денеска. Именки се зборови кои значуваат имиња, предмети, баби, жаби, дејства или Fortnite. Кони, вашиот одговор е? Много лесно Fortnite. О, за жал, вашиот одговор е неточен. Мила, вашиот одговор е? Имење и предмет. Вашиот одговор е точен. Вие преминувате во следниот круг. И ние гледаме Тинтиримири шоу! Најстарата птица во светот имала дури 82 години и таа се викала Куки. Тинтиримири шоу! Еден човек иза 25 маршмелоу за 1 минута. Тинтиримири шоу! Еден човек гледал телевизија 94 часа. Тинтиримири шоу! Еден човек испил пола литра вода за 1,5 секунда. Тинтиримири шоу! Еден човек изел 12 хамбургери за 3 минути. Вау! Тинтиримири шоу! Еден човек скршил 284 оливи само со една рака и за 1 минута. Тинтиримири шоу! Јас сум Лили, јас сум Доре, јас сум Веда и ние гледаме Тинтиримири шоу! Висок е и слаб, не знае да пее, рецитира рап, но со очи ми се смее. Симпатија ме вика, со мене се фали, со други се слика, а мене ми се жали. Еј ти мате, не се прави така, симпатија се чува, симпатија се сака. Еј ти мате, не се прави така, симпатија се чува, симпатија се сака. Воздишки ми краде, дава мафини, срце неќе да даде, крие поглед од очи сини. Љубовта не е тајна, љубовта е сила, мудростта е трајна, од секогаш така бива. Еј ти мате, не се прави така, симпатија се чува, симпатија се сака. Еј ти мате, не се прави така, симпатија се чува, симпатија се сака. Еј ти мате, не се прави така, симпатија се чува, симпатија се сака. Еј ти мате, не се прави така,
Чекай, може друга некоја. Чекай. Ова ние се ланка на наша школа? Следниот пат. Ние сме 10 пати поубави од неа, верувајте ни. Старите малце, ова не може да биде тука. Да не го викнемо до изгледувањето, ви замолувам културно да напишете. По пижами доаѓа во Ајде, училиште. не е битно, пријатно. Еј, ти, ќе видиш ти у школа. Ало, бе, ало! Ти не снимај. Ти слушна се, ева. Ајде, тишина. Те гледам вака очи имам јас. Тишина, ајде, мовам концентрација, тишина, деца окапаат долу. Нашата екипа на терен утврди дека има огромна потреба за употреба. Нашата екипа на терен утврди дека има огромна потреба од ваков квиз за правопис и правоговор. Тоа. Да ги представам нашите први напредувачки, Мила и... Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири Минтири, Тинтири